Значи, буџетот за општина Свети Николе во претходниот период беше комплетно транспарентен, во смисла на тоа што јас како градоначалник, заедно со моите соработници, посебно со директорите од локалните предпријатија, јавното комунално предпријатие и така натаму, сме во постојан контакт со граѓаните на општина Свети Николе и сме ностоп на терен. Идеите и проектите што сега ќе ги реализираме од 2023 година, а кои што ќе бидат офатени во буџетот за 2023 година, беа континуирано собирани во текот на целата година, а не само во претходниот период од 2-3-4 недели. Значи, точно знаевме кои се приоритетите на граѓаните на општина Свети Николе. Покрај тоа, јас како градоначалник сум во постојан контакт со претседателите на местните заедници, каде што одржавме неколку конструктивни состаноци, на кои што заеднички констатиравме кои се приоритетите за секое населено место во општина Свети Николе. Потоа заедно со советниците бевме на терен и одржавме состаноци со жителите на местните заедници и урбаните средини, кај што поразговаравме за проблемите што ги мачат во претходниот период. Нормално, ние имаме ограничен буџет. За жал, оваа година и буџетот ни е намален за 10 милиони денари, што значи дека имаме помалку пари од ланската година. Да не го споменувам тоа и разните притисоци од страна на представниците на на централната власт во разни делови. Резултира тоа колку, што викат старите, колку ни е чергата, толку ќе си ги испружиме нозите. Но тоа не спречува за 2023 година да имаме преку 20 проекти за кои што се веќе сега обезбедени пари, дали од страна на општина Свети Николе, дали преку проекти што ги имаме аплицирано до разни државни институции. Да почнем од спортот, да речеме. За наредната година веќе аплициравме и верувам дека ќе не биде одобрено. Гарантирам дека ќе биде одобрено. Ќе имаме нова балон сала во средното училиште Кочо Рацин во Свети Николе. Трибината е пред самиот крај, верувам дека ќе биде готова до април месец и на самите трибини ќе имаме поставено и столчиња за да добија некој поурбан лик. Кога зборуваме за спортот, можам да кажем дека го отворивме деталниот урбанистички план и се со цел да обезбедиме маркица за да направиме собликувална, која што е со години барана од страна на спортистите во Свети Николе. Се надеваме дека до крајот на летото би требало да помине урбанистичкиот план, кај нас е сега при крај нели анкетата и после нова година треба да го пратиме до транспорт и врски на одобрување. Стапивме во контакт и со Фудбалската федерација на Република Македонија, од нив ќе добиеме као донација средства за изградба на собликувални и нови столчиња. Потоа продолжуваме за, како што кажавме, и во предизборниот период, значи целиот нас ангажман ќе биде посветен исклучиво на работи што ги немат граѓаните. Кога зборам за тоа, споменувам таму кај што нема улици, таму кај што нема канализации, водоводи и така натаму и така натаму. Поради тоа, за оваа година еве може да кажам дека веќе во текот на наредната година, во текот на наредната недела од страна на Министерството за транспорт и врски веќе ќе биде распишан тендерот за изградба на 4 улици на Сопотски пат и со тоа веќе е завршен потекот за општина Свети Николе и во текот на 2023 нема да има неасфалтирана улица во градот Свети Николе. Не ги забораваме и селата. Значи, во секое село мора да има нешто со што ќе се работи. Тоа споменувам дека ќе имаме изградба на 2 улици во село Долно Црнилиште, каде што претходниот период немало ништо. Ќе има улица во село Анзабегово, ќе има улица во село Пеширово, градинката во село Ерџелија, која што е во градба во текот на 2023 година ќе биде комплетно завршена. Во градот, покрај тоа што го споменавме, ќе вршиме реконструкција на целиот потек од спортската сала до улица Крстев Мисирков. Ќе биде модерна пешачка патека, осветлена, а дел од тоа
ќе има дел ќе биде од тоа за паркинг места, каде што граѓаните ќе можат да паркираат, значи ќе го зголемиме капацитетот и на паркирањето. Улицата Васка Циклева, која што е со коцка, ќе биде комплетно заменета и ќе биде пошто е тесна улица, ќе бидат ставени бекатон плочки. Делот улица Кочо Рацин и Октомвриска, исто кој што е, мислам дека последен потек од градот кај што има коцки, обезбедени се средства од општина Свети Никола и од Биро за регионален развој, ќе бидат извадени коцките, ќе биде поставена модерен асфалт и тие улици, зборуваме за улици во централното градско подрачје, жителите на тие улици ќе го добијат тоа што го заслужуваат и го бараат со години. Потоа продолжуваме и со канализациите. Значи за село Мустафино претходната година изградивме 2 километра, 2 фази. Сега само со наши средства во износ од 4 милиони денари ќе продолжиме. Веднаш по новогодишните празници ќе го распишеме тендерот, а паралелно со тоа ќе аплицираме и до повиците што ќе ги даде државните институции. Веруваме дека дел од средства ќе ни дозволат и тие и конечно во Мустафино веќе канализацијата да дојде до центарот на селото. Исто така планираме исто преку тоа да започнеме со изградба на канализација во село Кадрифаково и да го завршиме и основни работи што ги тиштат граѓаните. Преку Вардарско-плански регион оваа година целиот потек од новиот парк, кој што е огромен потек, кој што го бараа младите на општина Свети Никола, ќе добие нов урбан лик во смисла на тоа дека до летниот период ќе биде изграден модерен памтрак, има амфитеатар, ќе има 9 справи за развивање на моторичките вештини и обезбедивме донација од Видеолотарија на Македонија, каде што ќе има 200 квадрати детско игралиште, модерно, со тартан подлога, со нови содржини и со ограда. Кога зборуваме за тоа, ќе кажеме дека одвоивме добар дел од средства да ги реконструираме со урбана опрема сите руинирани детски игралишта по градот и селото, во смисла на тоа ќе ставиме нови содржини и ќе бидат комплетно изградени, оградени и осветлени за да можат најмалите во пролетните и летните денови да се играат и да се забавуваат. Ова за детската градинка, заедно со раководството на градинката, се договоривме дека веднаш после новогодишните празници од средства на самата градинка да набавиме ново возило за дистрибуција на храна. За противпожарната станица, значи имаме оваа година пуштено веќе најмодерна противпожарна станица донирана од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави. Веќе во четврток да може да најавам дека самата амбасадорка ќе дојде тука, каде што ќе вршиме свечено отварање на пожарната. Со сопствени средства ќе набавиме ново теренско возило, кој што го немаат за потребите на пожарникарите. И да не зборуваме за сите други проекти за кои што ќе аплицираме или ќе дообезбедуваме средства со ребалансите или со средства од страна на буџетот од Република Македонија. Се на се може да кажем дека 2023 година ќе биде многу подобра од 2022 година и веќе од април месец целиот наш ангажман и на мене како градоначалник и на службите ќе биде насочен со прибирање на и обезбедување на средства за проекти за 2024 година. Така, за градоначалник само би сакал да ве прашам, споменавте дека буџетот за наредната година е за 10 милиони денари понисок за разлика од оваа година. Колку ќе биде и на што се должи тоа? Буџетот ќе не биде некаде без дотации 151 милион денари. Претпоставувам дека добар дел и тоа што по самиот попис населението во општина Свети Никола е намалено од
скоро 19 на 15.000. И разни други, ајде да не ги кажем пречки од страна на централната власт, но тоа не треба да не биде причина да се вадиме пред граѓаните, да кажеме дека ние не можеме да работиме и понатаму. Тоа ми е посебен стимул. Треба да имате желба, проекти, средства ќе се најдат на овој или по оној начин.